Топ тема, добро вечер. Авансот од 52 милиони од парите кои што треба да ги добие Македонија, вкупно 750 милиони во следните 3 години за спроведување на реформската агенда од планот за раст, се веќе одамна легнати на трезорската сметка на буџетот. Но допрва ќе треба да се оправдат. Дилемите се, дали Министерството за правда ќе биде всушност најголемиот кочничар во целиот овој процес, откако Министерството за дигитализација во експресна процедура ги пушти сите закони кои што се од неговиот домен. Оние пак од економија, за сега нема никакви информации. Ќе одработи ли владата да се заработат 750 милиони евра или многу поважното прашање колку и колкава е посветеноста за спроведувањето на оваа агенда, која во услови кога интеграцијата во ЕУ, гледано од политички аспект, е закочена, ова се представува како еден од клучните инструменти со кои, како што велат политичарите, Европа или европските стандарди ќе се носат дома. Тоа се дел од дилемите за вечерашната топ тема, во која мои гости се Дарко Аврамовски, Коалиција Сите за правично судење. Добро вечер. Добре дојдовте во топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата. И Стефан Ристевски, Институт за европски политики ЕПИ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам јас на поканата. Ова е истиот состав во кој што разговаравме кога беше формално усвоена и прифатена реформската агенда од страна на владата прва, потоа и ратификувана во собранието. И еве сега сме на оној прв период на исплата, првите 6 месеци. Ако тогаш бевте воздржани и главно со оценките, да видиме, да почекаме, Стефан, колку сега имаме доволно материјал да се дадат првите насоки или оценки во со какво темпо се движи спроведувањето на оваа агенда? Па, инструментот започна со имплементација, нели, како што и само Тимо му кажа, 2024-2027, сме на скоро половина од 2025. И тоа 27 до август, за да може да се земат парите до крајот на декември. И ние го имаме добиено само предфинансирањето, меѓутоа таа динамика се диктира од тоа процесот како се усвојуваше регулативата за инструментот, процесот на усвојување и проценките од Комисијата на реформските агенди до одлуките за имплементација. Наистина бевме првата држава од регионот кој што ги ратификувавме двата договори, договорот за инструментот и договорот за заемот, кој што беа предуслов да можеме да го добиеме предфинансирањето. Средствата ги дојдовме релативно близко со Албанија, денови беа во прашање. Сепак бевме први, но мораме и да кажеме дека тоа први се должи на оној, еве условно да кажеме, технички дел, подготовка на документи, планови, завршување на сите тие процедури кои што во голем дел беа закочени од Брисел, но Брисел си ја призна својата вина и затоа за декемвриските обврски даде гратис период до февруари. И сега од тој гратис период се практично зависи од нас, односно од македонските државни институции. Конкретно 38 мерки во 5 области или 136-137 реформски чекори кои ќе треба во 6 периоди со заклучно јуни и декември во наредните 3 години да ги исполниме. Тука веќе нема надпреварување, јас би рекол, иако инструментот е креиран на начин да создава желба или атмосфера за конкуренција заради можноста за пренасочување на средствата од оние кои што остваруваат, од оние кои што не остваруваат кон оние кои што остваруваат, меѓутоа сега динамиката ја диктира секоја држава преку усвојување на реформските чекори. Државата го поднесе извештајот за спроведување на декемвриските реформи и според роковите кои што се предвидени во регулативата треба да очекуваме негде во средина на јуни, доколку комисијата нема дополнителни барања за докази за исполнувањето на реформските чекори, да ги видиме и првите резултати, односно оценките кои што комисијата ги дава, да видиме колку од реформските чекори комисијата цени дека ги имаме
реализирано, а и соодветно да ги ослободи средства. Бидејќи вие правите методологија и тоа на со партнерски организации и на регионално ниво за следење на исполнувањето на овие обврски, со што бидејќи ќе го разговараме, тоа е едни конкретни примери малку подоцна, но е започето генерално, на што ќе се фокусира комисијата, само на квантитативната оценка или на штиклирање на обврските, исполнување на обврските, или ќе се дзирка малку и во квалитетот, бидејќи има многу решенија кои што се кај нас донесени, меѓутоа со други, со споредни законски измени донесени на мала врата, практично тие крупни реформски зафати речиси да се дерогираат. Според договорот, комисијата проценува дека има, односно ги дели реформските чекори на квалитативни и квантитативни. Квантитативни велат се оние кои што имаат специфични мерки, таргети кои што треба да се остварат. Број на поддржани предпријатија, број на опремени училишта или број на вработени лица во дадена институција, и квалитативни се веројатно оние кои што треба да се покаже квалитет во усвојување на закони, квалитет во подготвени стратегии, во процесот на донесување на овие чекори, и начинот на кој што ќе се доделуваат средствата е различен. Кај овие кои што се квантитативни ќе има парцијално, делумно исплата на средства, доколку не се постигне таргетот од 90% што се смета за целосно, и квалитативни, за квалитативните е да или не. За жал немаме баш увид во методологијата како комисијата ќе ги проценува. Треба да почекаме да видиме првите оценки како ќе излезат, да ги споредиме со она што ние го применуваме во ЕПИ со партнерите од регионот. Нашата методологија се подпира на нормално следење на оној таргет кој што си го имаме зададено со чекорите, меѓутоа навистина сакаме и да видиме дали низ процесот се донесени се испочитувани потребни чекори во донесувањето на регулативата. Ќе направиме со вас и една мала симулација подоцна, бидејќи некако вие сте фокусирани и на целината, но со и лично со посебен фокус на оној не е баш мал сет на економски мерки. Дарко го имаме со фокус кон правосудството. Министерството за правда, Дарко, е во фокусот, бидејќи тука е огромен пакет на закони, дел заради тоа што се дел од реформската агенда, дел не знаеме зошто, но министерот Филков или неговиот тим биле премногу амбициозни, па во владината програма ставили закони кои што се со реформската агенда дури до декември, и сега имаат проблем комплетно од испорака на комплетно целиот пакет кој што е од 178 закони. Оно што вие особено го следите е и што кај јавноста заради политичките случувања има најголем одек е законот за судски совет. Велат, вие експертите велите еден од најтешките и најзначајните, со оглед на се што се случуваше со судскиот совет. 11 сме денеска, уште 20 дена има. Ќе се стигне или не? Бидејќи сте вклучени во целиот процес на подготовка. Од она што јас го знам, мислам дека привршуваат консултациите во рамки на Венецијанската комисија и дека каде да ќе треба да го усвојат и тие извештајот во однос со препораките во однос на законот за судскиот совет. Прашањето е колкави ќе бидат нивните забелешки, колкави интервенции ќе треба дополнително да се направат во законот, за да видиме дали за толку краток рок би можело да се стигне со донесување на законот во целост. Во теорија има шанси, иако не станува збор за некои сериозни или добри шанси, морам да кажам. Колку тука, токму на примерот на овој закон, да не ги набројуваме и другите сега, ќе ги спомнеме подоцна сите кои што се во пакетот од Министерството за правда, колку тука, токму на примерот на овој закон, паѓаме на она што се вели недостаток на македонските државни институции, тоа така наречено стратешко планирање. Бидејќи сега, како главен изговор зошто нема да се стигне ако не се стигне, се користи Венецијанската комисија.
и кога ќе излезе министерот или било кој од владата тоа да го каже, веројатно нема да им објасни на гледачите дека Венецијанската комисија работи и одлучува по сесии, па така едната беше во март, сега е во јуни. И логично е прашањето, ако вие имате рок до јуни, тогаш сте требале соодветно да планирате, па законот да го поднесете до Венецијанската комисија во мартовската сесија, а не сега. Па тука ќе го надоврзаме прашањето, а требаше ли да се формира нова работна група или готовиот текст веќе од претходната да се даде на јавна расправа па во една квалитетна јавна дебата да се дојде до нови решенија, одешто да се потроши, мислам, година дена на формирање на нова работна група. Многу убаво, мислам дека го кажавте тоа дека станува збор за недостиг на стратешко и на долгорочно планирање од институциите. Ова не е изолиран случај, ако се вратиме наназад малку да го прошириме прашањето, да ја видиме поголемата слика. Дури во реформската агенда која што беше од 2017 стратегија, односно извинете, не реформската агенда, туку стратегијата за реформи на правосудството. Дури и таму имаше предвидено закони кои требаше да бидат донесени 2017, 18, 19 година, кои се уште не се реализирани. Така што не станува збор за некаков исклучок дека овој закон е проблематичен, туку едноставно имаме веројатно таков сериозен проблем во поглед на планирањето. Точно е дека имаше работна група, работната група за законот за судски совет се формираше месец или два откако беа доставени препораките на оценската мисија. Таа заврши со работа нешто пред изборите лани и потоа имаше еден вакуум период каде не знаевме што точно се случува се до формирањето на нова работна група која го испорача ова решение кое што сега моментално го треба да го разгледува Венецијанската комисија, така што точно е дека планирањето не е соодветно и дека требаше да се земе предвид дека на Венецијанската комисија ќе треба време за да одлучи и за да... А без да бидам погрешно сватен од никој од актуелните членови на работната група, вие бевте дел од почеток на целиот процес и првата и втората. Има ли оправдување за формирањето на втората група суштинско? Дали можеби квалитетот ќе беше подобар ако се направеше некаков преглед на тие решенија кои што ги беа изготвени, да се отидеше на една сериозна јавна дебата која што во секој случај ќе можеби ќе isproducirаше и поквалитетни решенија, бидејќи се денеска имаме апсурдна ситуација. Законот е отиден во Венецијанска комисија и тоа веќе според праксата, ако не се лажам, последната фаза во која што тој потоа од влада оди во собрание. Ние денеска се одржа јавна расправа од која до прва се најавуваат забелешки и коментари кои што ќе бидат испратени преку ЕНЕР. Го измешавме целиот процес или што е? Апсолутно се превземени екстра чекори кои одземаат време кое не би требало да биде потрошено на тој начин. Имаше не е ни само до формирањето, дури да се формираше новата работна група се формираше месеци и месеци откако претходната работна група веќе заврши и спорача одредено решение. Се изгуби време така во празно. Исто така сега тука мора да бидеме критички настроени и кон нас самите кои бевме вклучени во таа работна група, затоа што многу често работата на ваквите работни групи е некако неефикасна, се запоставува големата слика, се навлегува во регулирање на детали и неретко добиваме и такви закони кои се исклучително детални, кои што прават проблеми со тоа што се премногу конкретни. Меѓутоа, во конкретниот случај повеќе работата беше многу едноставна и навистина искомплицирав. Имавме јасни препораки и од Венецијанската комисија во однос на претходниот кога беше предлог законот даден во 2019 година, ги имавме и препораките од оценската мисија кои дојдоа во 2023. Не беше толку тешка задачата за да ни бидат потребни речиси 2 години за да го направиме ова решение на законот. Тука би сакал да ја погледнеме изјавата на министерот за правда Игор Филков од една од ретките, можеби единствена, нека биде една од ретките преска конференција одржана на 28 април. Фактите говорат
дека сите закони кои се дел од реформската рамка се подготвени или се во финална фаза на усвојување. Подготвени се Предлог закон за судски совет. Рок за носење е јуни 2025 година. Доставен на мислење до Венецијанската комисија. Предлог закон за јавно обвинителство. Рок за носење е декември 2025 година. Подготвен и објавен на ЕНАР. Предлог закон за платите на јавните обвинители. Рок за носење е јуни 2025 година. Предлогот е доставен во владина постапка. При крај е подготовката на предлог законот за изменување и дополнување на кривичниот законник, во кој ќе бидат вградени најургентните измени и дополнувања заради надминување на лоцираните недостатоци во неговата примена. Во тек се последни консултации со МВР заради усогласување на кривичното дело безобзирно управување со моторно возило, кој е составен дел од проектот Безбеден град. Се надевам дека во текот на наредната недела истиот ќе биде објавен на ЕНАР, пошто ќе се одржи настан заради големиот интерес на јавноста. Кривичен законник. Рок за носење е декември 2025 година. Изготвена е работна верзија на нов предлог кривичен закон. Изготвени се кореспондентните табели, преведен е на англиски јазик. Владата ќе го проследи на мислење до Европската комисија. Предлог закон за кривична постапка. Рок за носење е декември 2025 година. Изготвена е работна верзија, одржани беа јавни расправи за законот за кривична постапка за понатамошно модернизирање и рационализирање на нашите правни процеси. Законот е преведен на англиски и во тек е подготовка на кореспондентите табели. Предлог закон за судска служба. Се надевам запишувате. Подготвен е и објавен на ЕНАР. Рок за носење јуни 2025 година. Предлог закон за измени и дополнувања на законот за прекршоци. Објавен на ЕНАР како дел од проектот Безбеден град. Во план и подготовка се и следниве закони. Предлог законот за судски буџет. Предлог законот за Советот на јавни обвинители. Предлог законот за јавно обвинителска служба. Измени на изборниот законник со поддршка на ОДИХР. Закони со кои се регулираат платите на судиите, јавните обвинители и јавно обвинителската служба. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер. Закон за помилување. Закон за вештачење. Закон за нотаријат. Закон за извршување. Закон за пробација. Закон за извршување на санкции. Закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. Закон за заштита на лични податоци. Се надевам запишавте се, што би рекол министерот или Дарко. 9 закони, многу дебатирани, ги спомена министерот, за плати на суди, оној за судски буџет, со кој што нема да може веќе од буџетот од идната година одлука да биде на министерот за финансии колку пари ќе даде, туку ќе се исполни тој процент од буџетот и така натаму. Во продолжение на пресот, министерот ќе каже ова не се само административни обврски, ова е суштина за нашиот систем и така натаму и така натаму. И сега, ако не се само административни обврски, каде е проблемот? Што сега на 20 дена пред роковите ние практично во собраниска процедура немаме ништо рече. Да не зборувам што 6 закони, никој не го натерал министерот, во програма на влада ги ставил дека ќе бидат готови во март. Повторно, се ова се должи на недостиг на соодветно планирање и разбирање на обемот
на работа кој треба да биде и трудот кој треба да биде вложен, средствата, ресурсите кои треба да бидат алоцирани за да може да се добие добро законско решение. Кога се менуваат закони или кога се носат нови закони, не е целта да го направите тоа само колку да го направите за да кажете дека сте променили или некои одредби да имаат поинаков изглед, па поради тоа да делува дека се направени суштински промени, а после некое време да треба веќе да се прават дополнителни измени. Тоа пример да го видов сега, тука беше законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Законот се работеше долго време, беше донесен, имаше период на подготовка од некои 6 месеци додека да стапи во сила, се почна со работа, се уште нема завршено ниту еден случај и веќе се прават измени на законот, што кажува на тоа само дека дури и кога ни траат процесите долго, не траат заради тоа што се прави соодветно планирање. Од друга страна мора да се има предвид дека за дел од овие прашања се потребни и многу поголеми измени, вклучително и измени на уставот, зашто треба поширок политички консензус. Меѓутоа исто така мора да се има предвид дека сепак во држава постојат и одредени центри на моќ кои немаат интерес од соодветно реформирање на судството. Еве за судскиот совет ние практично, иако се вели нов закон, практично тоа се повторно и зошто се отиде на тој рецепт на половични реформи, не е опфатен оној дел од препораките на оценската мисија каде што се бараат уставни измени. Уставните измени во тој дел се сосема безболни. И сега политичарите ќе кажат: ама видете кога ќе се отвори уставот, тоа е проблематично. Зошто би било проблематично ако вие имате цел, ако сакате да ја постигнете таа цел, а единствената потреба за измена на уставот е да ги тргнете како бе министерот и председателот на Врховен суд, членови и уште една одредба има. Тогаш пристапувате кон наменска, кон целно насочена измена на уставот. Не мора во тој кош да се ставаат сите политички желби. Или е тоа само изговор да глумиме реформи? Значи, делумно и тоа еве, ајде го спомнавте и прашањето за судскиот буџет, така дека ни требаат законски измени за да не подлежи на одобрување од министерот за финансии. Ова за судскиот буџет, се извинувам што ве прекинувам, беше специфично бидејќи во првичната верзија на реформската агенда беше планирано да важи од буџетот за 2025 година. Дојде новата влада, успеа да аргументира пред Брисел, ние сме нови, не би било во ред сега тоа да ни се прави, може ли да важи од идната година? Може да важи од идната година. Сега, кога треба да важи од идната година, повторно има стеги. Така, меѓутоа и ако гледате коренот на проблемот, суштината на прашањето, зошто министрите досега не го одобрувале законски предвидениот буџет за судството? Да, и сега со закон за буџет и тоа судска обврска не мора посебен закон. Така што сакам да кажам дека некогаш на вистина и тој впечатокот дека одредени прашања не се должат толку многу на тоа дека ни е потребна некаква обемна законска реформа, туку едноставно е потребно да се најде практично решение кое што може да се најде ако се има макар малку волја за надминување на состојбите. Стефан, кога реков ќе симулираме малку мониторинг, беше токму ова. Не мора да запишете се, јас имам едно по едно ќе почнеме. Не знам дали стигнавте да запишете се, но еве од што ви почнах. Бидејќи ова што се споменува ЕНЕР, за гледачите тоа е обврска секој нов законски проект да се стави таму, па да можат сите заинтересирани страни да коментираат, меѓутоа тешко е да се снајдеш на ЕНЕР, бидејќи става кој сака. Второ, голем дел од новите министерства не им се смените имињата, ги нема дел од министерствата како што е за дигитализација, например, го нема на ЕНЕР, па за некои министерства не знаете ни кај да ги барате законите на ЕНЕР. Од што да се почне? Од она што е напишено во реформската агенда како документ со датум, чекори, подчекори, мерки, подмерки и така натаму. Од оној дел од владината програма каде што некои министри биле многу амбициозни или им недостасувале реформски идеи, па земале некои од
реформската агенда ги ставиле дури и порано и сега не ги исполнуваат. Што да следиме? За да видиме колку се нашите политичари ефикасни, особено во ситуација кога, нели, заради политичките пречки велат, ние таму не попуштаме на таа тема, сега ќе работиме исклучиво на носење на Европа дома, односно на европските стандарди дома. Сега европските стандарди дел се во оваа агенда, раковите се тука, што и како да цениме. Чекор по чекор, за да видиме колку се искрени. Јас веројатно се согласил со Дарко дека се подценува процесот на изготвување на овие акти. Нашето кодирање на реформските чекори укажува дека барем 46 од 136, што значи близу половина, се или усвојување на законски или подзаконски акти, усвојување на стратегии, оперативни планови, кои што генерално треба да подлежат на консултација доколку сакаме да имаме квалитетен документ. Еве еден пример. И веројатно можеме да прифатиме дека оваа влада ја наследи условно реформската агенда, испреговарана од претходната. Оваа година ни служи на пример дека усогласувањето помеѓу владината програма и реформската агенда не е веројатно на потребното ниво. Меѓутоа следи еден нов... На супер ниво е, а копи-пейст е. Заклучокот кој што јас го имам е единствено дека некои министри отишле порано, чекор напред, затоа што немале други реформски идеи. Па кога се правела таа агенда, видете, кога портпарол на влада ќе излезе и ќе каже тука има 280 закони, од тие 280 закони во владината програма за оваа година 180 се од реформската агенда, па веројатно тоа е правено со план. Ако е правено со план, треба да се испора. Сега одговорност за имплементација на сите овие реформски чекори е во до надлежност на ресорни министерства. Тука треба министерствата да соодветно го водат процесот. Го слушнавме примерот на министерот Филков, кој што укажува дека се подготвени кореспондентни табели, се подготвени се пратени на мислење во комисијата, меѓутоа се заобиколува јавноста за некои од овие процеси, освен на техничко ниво во работни групи, веројатно не се знае многу, за разлика, например, од тоа што забележуваме дека во другите држави овие документи, особено во рамки на реформската агенда, донесување на закони, се објавуваат јавно. Тоа е веројатно во најмала рака една отчетност кон јавноста како ќе изгледаат првенствено документите, колку навистина одат во насока на она што ни е дадено како цел усогласување со европското законодавство во одредени области. Само еден пример сега пред реклами, а после ќе се обидам низ неколку конкретни примери да ја доловиме колку е значајно таа јавна дебата, бидејќи се однесуваат и на граѓаните и на компаниите и така натаму. Го има во извештајот дека е исполнето измена на закон за трговски друштва. Во начинот на избор тоа се нели државните компании, како и јавни предпријатија, како акционерски друштва, како железници, ЕСМ и така натаму. И сега, тој закон, меѓу другото, е искористен да се исполнат тие барања од реформската агенда. На мала врата се намалени критериумите за познавање на англиски јазик. Од стриктно наведените сертификати сега има само потврда за познавање. Вториот сегмент за квалитативната димензија на тој закон е повторно месец јуни. Во месец јуни, односно овој месец, треба да почне стратегијата за реструктурирање на македонски железници, еден од најголемите загубари во државата. И тука, меѓу другото, се вели чекор. Процесот почнува со избор на ново раководство во отворена, транспарентна и компетитивна постапка согласно изменетиот закон во декември. Еве, Стефан, бидејќи следите, дали сте виделе С од стратегијата?
или еве каде да најдеме дека владата отпочнала нова процедура за реизбор, а на тоа се обврзала, тоа го ратификувало и собранието, за реизбор на директорите, членовите на управните и надзорните одбори на Македонски железници и Железници инфраструктура. Единствената информација која што ние, нашето следење окажува дека акциските планови за реструктурира на двете јавни предпријатија се усвоени во јануари, точно. Запазен е рокот. Меѓутоа, немаме дополнителни информации како тече, ниту пак ги имаме на располагање акциските планови да видиме како внатре се поставени роковите. И последователните чекори не се единствени во реформската агенда, каде што буквално во одреден сектор или домен на економијата имаме од усвојување на закон до имплементација на таа рамка до крајот на 2027. Меѓутоа, ако одредена владина гарнитура постојано најавува дека мерит системот, дека стручноста, професионалноста, Европа дома е нејзиниот пат, веројатно би требало да и биде во интерес и еден ваков чекор да најави дека го исполнила. Никој не вели дека се лоши актуелниве директори, меѓутоа, ако сте се обврзали на една процедура, веројатно овие реформи значат дека треба и да ја спроведе. Се согласувам. За тој процес да се реализира би требало да повторно се одвои време. Како Дарко што кажуваше за законите претходно, може би има простор, меѓутоа шансите се многу мали да се реализира тоа на време. Меѓутоа, самиот механизам дозволува нели една година одложено действување за можно да се добијат средствата. Треба да ни е последна инстанца да се одложуваат роковите. Па тоа ќе се користи веројатно во правда. Тука ќе има многу изговори, меѓутоа ова е веќе почнат процес. Тука ако е донесена стратегијата, ако почнувате да ја спроведувате, ако го скокнете реизборот на директорите, тогаш значи или не сте искрени во одредени ветувања или не планирате тоа да биде ваша матрица на однесување. Ние континуирано сакаме да ги следиме мерките и ќе почекаме. Евидентно е дека со овој реформски чекор се доцнија причините повторно за не има уште 20 дена сега, да не бидеме толку строги. Пауза за реклами, па ќе разговараме поконкретно. Дарко и Стефан, ова навистина се најавуваше како еден инструмент од кој што е очигледно, тоа го констатиравме нели во првата дебата кога ја беше донесена стратегијата, еден инструмент во кој што е направена навистина една реална проценка на сите наши предности, мани, особено навики да ги заобиколуваме, изигруваме стратегиите, законите кои што сме ги донеле, колку овој инструмент сега пари за реформи или реформи за пари ќе биде мотивирачки, особено во делот на правосудството, каде што се преплетуваат и многу политички интереси. И сега ние може да анализираме, да тврдиме дека нема стратешко планирање, меѓутоа не можеме да не отфрлиме и теоријата дека може би и доцнењето е за да не следниот, мислам дека е во јули, така? Следниот член на судскиот совет и да не се бира по новите, па може би и тој во декември, кој знае каков е планот, по новите правила како што е таму наведено, туку во отсуство на нови правила, по старите. Тоа е еден од ризиците, тоа беше и нешто на што посочивме ние кога беше покрената постапката за интерпелација на членовите во Советот во собранието, дека се брза со тоа пред да биде донесен новиот закон, каде што треба да има подсврсти и појасни критериуми за тоа како се бираат, особено овие истакнати правници кои се бираат од страната на собранието. Кога станува збор за мотивацијата, факт е дека ваквиот инструмент со парична помош, со парична мотивација дека треба да биде нешто што ќе не турне уште толку нанапред.
Меѓутоа, мотивацијата е да имате ефикасен, цврст и стабилен судски систем треба да ви биде мотивација само по себе, затоа што таков систем ви е основа на демократијата, на човековите права и тоа е нешто што впрочем влие и на бизнис климата и на се друго. Ние ова го гледаме како морков и стап, инаку ако го види инструмент, попрецизен инструмент на морков и стап од страна на Брисел. Морковот се парите, стапот се спроведувајте реформи, иако сумите се беззначени. Кога денес вие стартувате, отварате постапка за задолжување од една заперка 7 милиарди за брзата пруга, 70 милиони вкупно кои што би ги добиле од Брисел, за кои што може да се аплицира на 1 јули ако се спроведат сите реформи во јуни, па и не се многу пари. Не се ништо. Така е, меѓутоа тоа што сакав да го кажам, што мене лично ми делува поразително во ситуацијата е што некако се вулгаризира нашето сваќање за тоа што значи судски систем и што значат сите овие реформи. Овие реформи ние не ги правиме за да ја задоволиме Европска Унија, не ги правиме за да добиеме преодна оценка, овие реформи се за наше добро. И пак ќе кажам, супер е ако имаме некоја мотивација, супер е ако има моркови стап за да се поттикнеме и мотивираме да бидеме подоследни во примената, ама малку е поразително кога доаѓаме во ситуација некој од надвор да доаѓе и да ни каже дека ќе ни даде парична награда ако ние почнеме да се однесуваме како што треба да се однесуваме. Да, меѓутоа прашањето е како да дојдеме да ја истераме таа желба за реформи на чистина што се вели, бидејќи еве ако се вратиме точно на прашањето со судскиот совет, прво ние лани летото 3 месеци јавно дебатиравме и се расправавме дали тоа што е ветено е ветено. Премиерот дури се скара и со тогашниот европски амбасадор. За потоа да се даде една друга верзија, за потоа на крајот да се признае дека да, тоа е напишано и така треба да биде. И последната изјава која што во одговор на едно пратеничко прашање даде премиерот беше: добро, ќе направиме се така како што пишува таму и како што сме ветиле, ама јас однапред да ви кажам, се ќе биде џабе. Што треба да заклучим? Се согласувам дека тоа упатува многу погрешна порака, меѓутоа и ако не ги гледаме само така изолирани действијата, ако ја гледаме целата слика, судството ќе го земам за пример, природно ми доаѓа, нели се бориме за тоа да го добијат законски оној буџет кој што законски им следува 0,8% од бруто домашниот производ. Јас не сум сигурен дека таму внатре се направени некакви планови и дека тие имаат проекција како ќе го искористат тој буџет доколку навистина го добијат, што ќе им биде повеќе од двојно зголемување на ресурсите со кои што ги имали. Прашање е дали судскиот систем ќе има моќна апсорбција за тоа. Малку ми е комплицирано и за гледачите да направам некаква повидлива слика со судскиот совет, но еве со советот на јавни обвинители, бидејќи и за него треба да биде така. Да. Ако советот за јавни обвинители почне да го добива, нема ли да биде доволно што советот за јавни обвинители од тој момент повеќе нема да има изговори? Зошто нема и опремен истражниот центар? Зошто нема доволно истражители? Зошто се уште не го применува кривичниот законник, па се однесува како посматрач во процесите и само дели наредби до институции место да ја преземи Тоа што сакам да го кажаме, ние не видовме, тоа е точно и тоа е така и затоа јас сметам дека тие треба да го добијат буџетот кој што законски им следува, затоа што на површина ќе излезат другите прашања и проблеми. Дали мислите дека еве го земавте советот за јавни обвинители, доколку тие го добијат буџетот кој што и јавното обвинителство сеедно, доколку добијат буџетот за следната 2026 година, мислите дека од јануари веќе ќе ги немаме овие проблеми кои ги имаме? Па не, мислам дека ќе почнат, ќе имаме основ да јавноста да бара од нив да почнат и да престанат со изговори и повеќе и од друга страна да ги немаме оние
политички игри. Денеска ќе ги менуваме нечинат, Така е. утре се добри им даваме шанса, денеска ќе им протестираме за да ги смениме пред Така е, судски совет, следното сабајле кога ќе именуваат некој судија онака Така е, по чудни но постапки се супер. Токму затоа тие треба уште сега да бидат спремни и да имаат планови што би правеле кога би го добиле буџетот од следната година и кога би ги добиле потребниот број на суди, јавни обвинители, стручни соработници и вработени во Прашањето судството. го поставив колку ако поставувањето на тие елементи на сите ќе им ги затвори можностите за изговори, бидејќи од нешто мора да се почне. Веројатно, мене ако ме прашате и сега тоа не се изговори. Тоа е само обид за изговор, затоа што ако некој треба да се избори да го добие буџетот кој што му следува, тоа треба да го направат самите суди и самите јавни обвинители, така што нивната пасивност во тој поглед според мене не треба да се смета како изговор и оправдување за состојбите. И тоа сакам да го кажам дека целиот пристап на планирање е несериозно на повеќе нивоа во нашава држава. Повторно, значи ќе кажам еве имаме недостиг на суди, имаме недостиг на јавни обвинители. Утре доколку се избере потребниот број на суди и јавни обвинители, тие ќе немаат каде да работат, ќе немаат доволно канцелари, ќе немаат компјутери за работа, ќе немаат доволно софтверски решенија, ќе немаат акаунти и слично. Така што не е ова прашање само да го смениме законот и ќе ги добиеме средствата од него. За да му дадеме и на Стефан можност за неговиот дел, тука има уште една специфика што од една страна вели до декември на пример имаше обврска да се вработат судиите планирани според годишните планови, да не навлегуваме во тоа ги има какви се, но од друга страна ни виси една оценка. Значи сега треба да ги вработиме тие што недостацуваат, а на другата страна е оценката дека ние имаме најголем број на суди по глава на жител и дека треба тоа како се вели комплетно реструктурирање на судовите и така натаму. Да, тоа е другото прашање, колку тие проекции за колку е точен бројот на суди и јавни обвинители што ни фалат. Стефан, оно што најмногу го слушаме, две области одбрав. Првото почнува на Д. Дигитализација. И сега, за разлика од Министерството за правда, испораката тука ќе биде очигледно ќе ја има, бидејќи веќе се законите влезени во собраниска процедура, меѓутоа станува збор за најмалку 4 суштински закони кои што се тешки и според проценката на колку се проценети, значи 19,2 милиони е проценето нивното донесување, но тоа се суштински закони за кои што многу малку дебата Мислам дека е доста техничка темата на законите, која што навлегува во поглед на обработка на податоци, мрежи, што искрено јас не сум некој голем експерт да можам да ја коментирам. Меѓутоа, да, наистина е проблематично доколку вакви обемни закони кои што се усогласуваат со многу важна директива на Европската Унија се носат на брзина во пакет, ставени се во поуката од претходна се во редовна постапка во собранието, што дава некаква можност за дискусија околу законските решенија. Меѓутоа, брзање, како што кажав претходно, имајќи ги овие закони на ум, да се постигне јунскиот рок, не сум сигурен дека ќе вроди со посакуваната цел. Ја пак се согласам со Дарко, веројатно денеска, од кога имавме време убаво да ја свариме реформската агенда, смена слична мисла, е дека овие реформски чекори на хартија напишани во суштина не се за да ги добиеме средства на неју, туку да направиме промена дома како функционираат институциите или како се даваат услугите. Затоа јас толку ги поедноставувам низ практични примени за и граѓаните да сватат. Уште поконкретно. Знаеме, имаме трома, комплицирана администрација, тешко да се почне бизнес и така натаму. Сега имаме кампањи 7.000 за
фирма за млади, 100.000 ако се вратите на село и така натаму. Јуни 2025, многу практична обврска која што треба да ја има и која што е од интерес на сите граѓани. Министерство за економија. Значи, Министерството во минатото веројатно правело мапирање и утврдено е дека во нашиот систем има 377 парафискални давачки кои што го оптеретуваат водењето на бизнис. Тие се поделени сега во овие 3 години и до јуни Министерството за економија ни соодветни законски предлози треба да скастри 28 такви давачки. Оваа реформа е проценета на 4,2 милиона, до сега 0. Она што е уште еден пример само да ви дадам и ќе искоментирате. Регистар, она што е исто така битно во однос на трошењето на пари, регистар на државни јавни предпријатија, бидејќи тука многу пари одат, задолжен орган Министерство за финансии. Проценета вредност 4,2 милиони евра. Информација до каде е 0. Намалување на државната интервенција во цената на струјата на 70%, јуни 2025. Колку тоа ќе значи за нашите сметки за струја од декември, бидејќи јунскиве веќе се готови, никој не ни каже. Ете, тоа се практичните примери зашто треба ова да го има. Затоа и посочувам дека спроведувањето на овие мерки ќе има директно влијание врз граѓаните. Реформската агенда ни е дефинирана, дадени се роковите, меѓутоа ние треба да пројдеме низ јавната дискусија или не мора да биде најтранспарентно. Например, парафискалните давачки ги таргетираат конкретни субјекти кои што да, меѓутоа ако вие не сте, ако не сте го иницирале тоа, ако не сте отвориле дебата со коморите, прво џабе и да го стигнете сега за 20 дена, ако го промашите таргетот со тие 28, бидејќи тие 28 по име и презиме не се нацртани во таа агенда, треба да произлезат од некаква анализа. Така, јас мислам дека овие измени може да се случат преку вечер. Сме биле сведоци претходно да се менуваат давачки, да се донесуваат нови, да се тргаат стари пред низ годините наназад преку вечер, меѓутоа не е идејата да реформската агенда биде изговорот дека ние на тој начин продолжуваме да ги менуваме и водиме политиките во државата. Тоа е идејата дека треба да се најави колку време од кој период ќе важат, да се консултираат коморите доколку е потребен период на адаптација за оваа конкретна мерка. Имаме низа други мерки, вклучително и промената во начинот на поддршка на цената на струјата, мерки кои што се однесуваат во образованието, енергетската ефикасност, кои што може да бидат или ќе таргетираат директно граѓани или одредени професии. Ваша тема беше, условно ќе кажам, СЕПА. Ние имаме само една банка која што досега, според последните податоци, аплицирала. Тие се дел од целиот процес и сега беше најавено, дел сме од СЕПА, ќе се олесни за фирмите, ќе се олесни граѓаните, само една банка досега аплицира. Јас имам таа информација, за да дојде до промената, веројатно не е потребен притисок само кон органите на државната управа, туку и на други чинители, заради тоа што на крајот на денот дел од европското законодавство се имплементира и од деловни субјекти, особено во банкарскиот сектор. И веројатно треба да се актуализира ова прашање дека треба докрај да се дотера спроведувањето на она што не направи членка на СЕПА. Не, бидејќи тука се испреплетуваат многу работи, веројатно многу, ако не прочитали, нека прочитаат мали и средни предпријатија. Министерството за економија и финансии до јуни 2025 година требало да им ги олесни процедурите за пристап до
до заем, повторно еден бенефит за компаниите, меѓутоа очигледно некако и чинителите и институциите се навикнати на она што е полесно, а го споменавме. Влада со влада кредит, тука подели на сите и волкот сити. Да, нажалост ја селектиравше повторно мерката на кој што ние не можеме да добиеме информациите како точно е решено. Намерно се одбрани сите за да изврчиме на некој начин притисок. Да, немаме одговор како ќе биде ова решено, дури самата реформска агенда, читавме оваа мерка, не баш дава индикација кои се конкретните чекори кои што треба да се превземат за да се олесни за притисок е доволно. На крајот пишува одговорна институција и инструменти за мерење. Одлука, план, објавено во службен весник, како и да се вика. До денеска, за сето ова што рековме, има едно 20 мерки, 10 ја спомнав, 20 извадив, но толку е времето, ќе ви ги доставам за евиденција. Очигледно е дека некако сите чинители затајуваат. Може би бизнисот, стопанството, банкиве во случај што затајуваат со своите обврски, дел со притисокот, дел со исполнувањето на обврските. Уште една пауза за реклама. Дарко и Стефан одбрав пристап да посочиме конкретни примери, еве како завршен заклучок во по 45 секунди, бидејќи веќе сме надвор од времето. Колку имаме шанса реално да ја искористиме оваа алатка за притисок не само врз власта, туку и врз останатите чинители, бидејќи во судството имаме повеќе чинители, како што констатиравме дека и во останатите сфери имаме исто така чинители кои што треба да го понесат својот дел од обврски. Шанса имаме добра шанса, меѓутоа она што ме загрижува, што реков и претходно, е што ми делува дека нема баш сериозен пристап на сите нивоа и од сите инволвирани, туку некако некое очекување дека од страна треба да ни се решат ваквите проблеми. Стефан, ќе дебатираме во септември или во декември, пак дајте ни доволно аргументи за да оцениме или? Остануваат двата механизми кои што го буткаат. Едниот е оној однадвор кај што комисијата дава оценки, ни укажува дали сме направиле нешто што сме требале да направиме соодветно или не соодветно, а другиот е механизмот дома, кај што водиме првенствено процеси кои што институциите ги иницираат и се отворени да ги креираме и да ги имплементираме законите и оние останати реформски чекори кои што се предвидени во реформската агенда. Треба да ни е тренинг условно како процесот на пристапување треба да го третираме, наместо да брзаме или едноставно да се сокриваат чекорите. Се надевам дека нешто научивме од овие 6 месеци на имплементација, 2 рока скоро пред нас, ќе може да се приспособи начинот како ќе се имплементира реформската агенда понатаму. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со програмите на Телевизија.